Мерната станица кај Усија повторно да го мери квалитетот на воздухот, а резултатите од мерењата да бидат достапни и да ги видат сите граѓани. Поставување автоматски сигнал што ќе алармира ако загадувањето ја надмине дозволената граница, строги казни за Усија при секое надминување на границите на загадување, како и добивање на привремена забрана за работа, да се тргне употребата на отровните горива и да се заменат со природниот гас и водород. Ова се дел од барањата на граѓанската иницијатива Стоп за Усија. Ако не се исполнат, се заканија со интензивирање на протестите. На улице ќе излезат и утре во 18 часот. Оваа блокада произлегува од јасното барање на граѓаните за поздрава животна средина и повикуваме на масовност затоа што молчењето не труе повеќе од секој чат. Истовремено наведуваме дека како и секогаш кога закажуваме протест или кога се одржува протест, Цементарница Усија испраќа соопштенија во кои вели дека не е загадувач и дека загадуваме ние граѓаните. Нашиот одговор е, знаеме дека повторно ќе го сторите. Тоа па ве прашуваме, кој што сам си го мери загадувањето за себе ќе каже дека загадува. Податоците од мерењата на воздухот со кои институциите располагаат ги добиваат од мерната станица од фабриката, а од граѓанската иницијатива веруваат дека истите не се точни. Оттаму додаваат дека треба да се зголеми институционалната контрола и да се усогласат законите за еколошка штета и борба против еколошки криминал со регулативата на Европската унија. Од Титан Усија ги отфрлаат обвинувањата и велат дека работат согласно сите законски и еколошки стандарди. Оттаму посочуваат дека современите филтри задолжително работат, а компанијата континуирано инвестира во модернизација на технолошките процеси. Титан Усија како компанија носител на интегрирана дозвола е под континуиран 24 часове независен мониторинг на излезните гасови од оджаците, а резултатите од мерењата се јавно достапни. Граничните вредности на емисиите утврдени во дозволата која ја поседува Титан Усија се построги од оние пропишани со законот. И покрај тоа, компанијата во своето работење не ги надминува вака дефинираните дозволени гранични вредности. Инаку, последниот протест од страна на иницијативата Стоп за Усија беше на 26 декември минатата година и сите нивни барања беа доставени до институциите.